бидејќи тоа е роман за нашиот опстој како народ, сака во представата на некој начин да им дадам шанса на Велика и Иван повторно да се сретнат. Не само што е уништено нивното семејство и тие како ликови, уништена е нивната љубов. А што се тие виновни за тоа? Имав потреба на некој начин, тоа беше интимната причина да ја правам оваа представа, имав потреба на некој начин да им дадам шанса повторно да се сретнат, повторно да се видат, што се, како што вели Попот во представата, ако не на овој свет, тогаш на оној, да се најдат, да се смират и повторно да се сакаат. Тоа е нашиот обстој, не знам дали ќе обстоиме вака, или ќе мораме да обстојуваме на друг начин, на друго ниво. Ако нешто единствено неискоренето во човештвото, во светов, на земјава е само љубовта. Сето другото се искоренува, се видоизменува и не. Она што останува, дали на овој или на оној свет, е само љубовта. И само тогаш вреди да се живее. Така што љубовта кон нашава уметност, кон нашава работа не држи да го направиме ова по такви и такви услови. Љубовта на Љони Велика ги држи за пример на недните генерации да издржат и да бидат некакво си племе. Романот се чита во еден здив, се надевам дека представата ќе се гледа во еден здив затоа што е наша. Тоа што го каже и режисерот зборовите, што ги напишал Петре, како да се наши, во ниеден момент не се почувствувавме нелагодно во ниеден дел од репликите, во ниедна од сцените. Толку се излегуваше природно на сцена и одма си сигурен дека тука нема грешка. Сите тие војски, сите тие тркала кои газеле по оваа земја, која е парчеле, што станува со обичниот човек? Каде? Тој е тука, обстанува со представата преку љубовта, преку надежта, останува и понатаму. Пред малку колегата Степан Улевски спомна љубов. Ох, љубов голема театар. Ако не беше таа љубов кон театарот, денеска немаше овде да видиме, што би рекол Трајче, што цитираше, племето наше е пиреј. 53 години сме со него на сцената. Ако немало љубов, немаше да не биди.